Фудбалска Македонија повторно останува на чекор до големата сцена. Не успеавме да се пласираме на светското првенство што ќе се одржи во САД. Се повтори чувството дека сме блиску, но сепак далеку. Зошто не успеваме да стигнеме до целта? Дали не запреа реални лимити или проблемот е некаде подлабоко, во континуитетот, во системот, во начинот на кој се создаваат и наследуваат генерации? И конечно, дали треба да се помириме со тезата дека како мала фудбалска нација толку ни е максимумот, кога во исто време мали репрезентации околу нас знаат да направат значаен исчекор. Престојниот му добре дојавте во ново издание на Да си кажеме. За Македонија, за малите фудбалски нации, за изгубените и создадени генерации и за светското првенство во сенка на големата политика. Да си кажеме денеска со мојот колега од спортската редакција Бранко Казаковски и со поискусниот колега и спортски новинар Зоран Михајлов. Добре дојавте во студиото на Тело. Добро те најдов. Добро, како е сега чувството после уште еден квалификацијски турнир и уште еден неуспех да стасаме таму каде што веројатно ни е најголемата желба и цел? Кога ќе дојде нашето време и за светско првенство? Треба да се решат многу работи за да се дојде до тој момент да се пласираме на светско првенство. Ти добро најави, во најавата кажа неколку точки вака потенцираш, од кои што зависи квалитетот на фудбалот во секоја држава, па така и во Македонија. На организацијски план, на финансиски план, на создавање стручни кадри, на соработката со меѓународните фудбалски асоциации и посебно оние асоциации кои се задолжени за напредокот на фудбалот, мислам пред се на асоциацијата на тренерите светски, каде што треба да се едуцираат и нашите за да може да направиме нешто повеќе. Има многу работи, има ама финансискиот проблем е најголем. Па видете еве што се случува со Прилепска победа. Па тоа е трагедија за македонскиот фудбал, а никој со прст не мрднува. Зарем овие прашања ги решија фудбалски сили како Косово, која беше само на чекор до пласман на светско првенство, или Босна и Херцеговина која се пласираше, или Албанија која покажа сериозен идентитет и сериозен ангажман и исто така беше на чекор до пласман. И многу други репрезентации од соседството или по сила и по големина слични на нас, ги имаат решено и затворено овие прашања за кои... Па и ова прашање ти е добро. Еве ќе направам една споредба. Автопатот не можеме до Блаце да го изградиме со години. Тие запна да прави автопат ни село Косово и затоа не треба со поценување да гледаме, одат напред. Јас бев на еден надпревар таму во Малишево, како се вика, прволигаш да гледам. Еден ден седев дома и викам, ајде идеме таму да видиме, која ќе видам стадион, која гледам мало место, 5000 гледачи на стадиона. Кога игра Приштина во Приштина, под 5000 нема. Кога играат вамо во Печ, нема. А таму су модел уште во втора... За реален приказ на нештата, какви се таму. Дали ние, каде грешиме ние во Македонија? Дали премногу се задоволуваме, можеби со тоа да бидеме симпатична борбена репрезентација која секогаш го остава срцето на терен кога игра, меѓутоа нашите фудбалери играат во странски лиги, а немаат доволно минутажа таму, наместо на вистина да создадеме конкурентска репрезентација или можеби не знаеме да одржиме континуитет. Каде е клучниот проблем? Со оглед на тоа што повторно ќе кажам, слични репрезентации на наша големина, барем во однос на државата, на бројноста на нацијата, економскиот потенцијал се некаде подалеку, подобри од нас. Многу голема е разликата меѓу нас и овие другите што се Ова што ми го кажете дека надпреварите се посетени таму, тоа станува збор за една фудбалска страст. Не станува збор за организацијски прашања, за економски прашања. Разбирам се, меѓутоа таа фудбалска страст не треба да не доведе до еуфорија. Ние сме еуфорични и некогаш ја забораваме реалноста. Ние ќе одиме на светско, ние готово, данците, кои се данците? Како кои се данците? Како кои се данците? Данска е репрезентација која долго време обстојува на меѓународната сцена и секогаш е тука да се пласира во завршници, дали на европско, дали на
на светско првенство. И ние одиме таму, сега данците, после веќе размислуваме и за следниот противник. Ирска или Чешка? Чешка, Ирска и тука ние ќе бидеме. Што ќе бидеме? Добро кажа, пак ќе ти кажам. Пак ќе ти кажам. Со минутажата, што гледаат, не знам. И многу е битно ти во едно силно првенство, например, како италијанското, да го немаш, например, само Елмас, кој е вака поизразит поединец од Македонија, што игра тамо, други нема. И сега во една таква ситуација, кога твоите најдобри фудбалери играат епизодна улога во клубовите, кај што се не можеш да очекуваш да постигнат некои максимални резултати, да креираат нешто повеќе од она што го прават. Единствено ни останува да се тешиме срцето на теренот го оставиме. Како срце? Ја не сум видел срце на терен. Срце на теренот го оставиле заради тоа што гинеле. Не е во тоа, има многу работи тука, ако почнеме да разглабаме тоа. Подлабок е проблемот, во наводници проблемот, за да се стигне до светско првенство, не е така едноставно и лесно како што луѓето мислат дека само тој еден надпревар не делеше или два во овој случај. А претходните во квалификацијната група? Сакам да кажам дека малци можеби и преддраматично ги прифаќаме работите и премногу тоа сме еуфорично. констатирали во претходни емисии дека справиме од се нешто големо и кога губиме и кога добиваме. Брзо забораваме дека македонската фудбалска репрезентација со години, па повеќе од 12 години не можеше да биде ни трето место во квалификацијска група. Сега збориме за два баражи за светско првенство за кои ние не успеваме да ги минеме и го прифаќаме тоа како неуспех. Затоа што се смени начинот на квалификации. Претходно не постојаше Лигата на нации, заради тоа е веројатно така. Но во овој случај да се смени, затоа што ние игравме бараж преку Лигата на нации. Да бидеме само на чисто. Претходниот бараж за 2022 Македонија беше втора во својата група квалификацијска. Луѓето го забораваат тоа. Ние имавме директен пласман во бараж зад Германија. Значи, да не подценуваме некои работи дека ние сме отишле на европското првенство, отидовме преку бараж во Лигата на нации од С дивизија најслабата, но и тогаш го минавме Косово и ја минавме Грузија. Сега Косово е, да речеме, едно скалило погоре од тоа што беше, а Грузија веќе играше на европско првенство и видовме на кој начин играше. Значи, ние не сме елиминирале баук репрезентации, како што знаеме да ги кажеме, да ги подцениме тие моменти за европското првенство, затоа што тие репрезентации исто како и Македонија покажаа дека не има место во таа најслаба дивизија во Лигата на нации. Сега не играме во Лига Б. Косово исто така во Лига Б нации. Значи, сме направиле скокот две дивизии. И за ова светско првенство бевме во конкуренција за тоа второ директно место во баражот до последното коло или до дуелот со Велс. Се случи тоа што се случи, но во Лигата на нации поминавме фантастично 5 победи и едно реми. Ние во минатото имавме проблем со тие репрезентации да ги победиме, така. Сега зборуваме дека ние лесно ги поминуваме и тоа не ни е доволно. Значи, сакам да кажам дека не треба да го гледаме поразот од Данска како неуспех. И Италија 3 светски првенства пропушта. Да, тоа е неуспех за Италија. За Македонија не. Треба да бидеме малку реални и во амбициите, и во нашиот квалитет, и во погледот каде треба да бидеме. Да, сите сакаат да играат на светско првенство, тоа е факт, и фудбалерите, и навивачите, и челниците на ФФМ, тука нема ништо нејасно. Сега, ако правиме длабока анализа зошто ние не сме на светско првенство, треба да почнеме од 92 година па нааму да правиме анализа. Не сакам да прашам, додека сме во делот на емисијата на споредба со соседите, со малите слични нации по нас. Не сакам да се споредуваме, Дозволи само да ја кажам тезата. Додека правиме паралела, дали ова што и се случи на Босна и Херцеговина сега како пласман на светско првенство со победи над Велс и над Италија, е моментална инспирација, само момент на успех, односно една генерација која ја имавме и ние, што го достигна зенитот со пласман на европско, или пак станува збор за системски напредок во фудбалот. Ве прашувам дали нешто подобро прават од нас босанците, косоварите, словенците, словаците,
ја спомнавте Грузија, дали нешто друго прават во фудбалот низ годиниве назад и напредуваат реално или се само моментални одблесоци како што и ние го имавме во Дортмунд кога ја победивме Германија, во Палермо кога ја победивме Италија, кога се пласиравме на Тоа ќе го покажат европско времето, дали е блесок на Косово, Грузија и така натаму, дали едноставно имаат генерација. За Босна и Херцеговина и мислам дека Изоки ќе се согласи дека не е така само еден блесок, бидејќи Босна и Херцеговина традиционално е расадник на фантастични фудбалери и во поранешна Југославија, тука Зоке сигурно ќе знае да ги наброи 10 на 20 фудбалери кои биле елита во... Да одиме поред, да почнеме со голманите, Јанјуш и Марич, потоа со играчите, Хаџибегич, Каталински познат по оној гол на Валдхайм стадион во Франкфурт кога отидовме на светско. Ајде ја нешто кој памтам, Баждаревич, Мусемич, Баждаревич, Сушич. а Осим го забораваме. Ивица Осим. Осим Штраус го вика, ако ќе земеше топка, оди цел терен, не може никој да го сопре. А принцот од Неретва, А мистер Вањич од Железничар? Бајевич, Хаџибегич, Железничар исто имаше добри играчи. Велеш не беше само Бајевич, во Велеш беше Енвер Марич, еден репрезентативен голман. Потоа Владич, исто така репрезентативец на поранешна Југославија, имаше многу играчи што оставија печат во фудбалот на овие балкански простори од Босна и Херцеговина. Потоа борац Бања Лука исто имаше солиден состав, потоа Накратко кажано, Босна и Херцеговина Добро, секогаш И има затоа не е секогаш ќе ни има. чудно. Јас се Да, чудам не е сега чудно. кога врти на 3 светски првенства со ова и сите очекува дека сега еве и е шанса и со овој бараж да минат Босна и Херцеговина и да стигнат до светско првенство. Не успеа во тоа, затоа што налетаа на еден тврд противник, воден од еден Сергеј Барбарец, овој е тренериште за мене. Тој од мали деца ги следи овие играчи и на крајот од краиштата е човек со искуство. Тој е еден од рекордерите во Бундеслига, сега во Хамбург е икона на хамбургер. И сега тој човек ги води нив, знае да ги мотивира, знае. Тука го има и Джеко како лидер на репрезентацијава. Па Алија Исто така Беговиќ ние што овој го гол имавме Пандев за на европското првенство, лидер на теренот и буквално одвлекува по неколку играчи. даде голот и Како провокација. Зошто Италија трето светско првенство поред ќе го пропушти? Вели Бранкот, тоа е за една фудбалска нација како Италија која била претходно 4 пати победник на на светскиот куп. Не успева 3 пати поред да се пласира, еднаш поради несрекниот пораз во 90-та минута токму од нас, Трајковски. Прво Шведска, па ние Прво сега Шведска Босна и Херцеговина. 2018, така сега со Босна и Херцеговина на пенали. А во исто време Франција е толку силна фудбалски, а ако како лиги ги споредиме, нема голема разлика. Зборувам како француска лига и како италијанска лига. Има голема разлика во квалитетот во Италија и во Франција, со тоа што разликата Италија го загуби идентитетот на италијански играч и репрезентативно до 96-та или до 7 година или 96-та, сега не можам да се сетам точно, во Италија можеше во серија да играат само тројца странци во клубовите. Затоа и Панчев не добиваше премногу минутажа во Интер, во тоа време беше така. Повеќе беше фокусирана, италијанските клубови беа фокусирани на домашни играчи, затоа имавме играчи од типот на Дел Пиеро, Виери, Малдини, Барези и така почна да доаѓаат од времето на Панчев. Моментот на повеќе странци, полека почнаа да го губат идентитетот на италијански фудбалери. Сега веќе немате италијански звезди како во минатото. Последната можеби беа Тоти и Пирло, да ги наречам. Можеби и оваа последна генерација која го освои европското првенство, Бонучи, Келини и така натаму, да речеме поддефанзивни и Буфон. Сега вие немате елитен фудбалер италијанец, освен Джиджио Донарума што е голманот во Манчестер Сити. Едноставно немате италијанци да го за италијански играчи. Не им веруваат на играчите. Погрешно е во тоа што ќе блесне, извини, некоја звезда во и повеќе соседството. Франција обратно. Франција обратно. На своите млади играчи во тие помали клубови сите им даваат шанса. Значи Рен
еден расадник на фантастични фудбалери во светскиот фудбал, не знам, Муса Дембеле, Камавинга, сите доаѓаат од Рен. И затоа го изгубија тој репрезентативен Добро, и се согласуваме околу тезата дека не треба ова непласирање на светското првенство во САД да го сметаме за неуспех, односно поразот од Данска, треба да ја прифатиме реалноста. Прашувам, што правиме ние различно од Косово? Што правиме, што треба да подобриме? Што правиме различно од... Не сум навлезен во работите во Косово, не знам како е, не ја следам лигата, но од надвор само ќе кажам една работа. Ние воведовме ВАР во нашата прва фудбалска лига оваа сезона. Косово имаше, ако не се лажам, пред 2 или 3 сезони воведе ВАР. И тука само кажува на моментот ние колку доцнеме во некои нови работи. Целокупната организација. Затоа што фудбалот секогаш оди напред. Фела не е баш на она ниво на кое што би посакале да биде. Кога ние имавме екипа како Вардар пред 10 години која играше во групна фаза во Лига на Европа, место да одиме напред да го градиме не само Вардар, туку и другите клубови да се градат околу Вардар, да застанавме на тоа и застанавме на тоа како еден успех и толку и почнаме да тонеме назад. Затоа што секогаш нели во спортот го велиме она квалитетот победува, на теренот се покажува кој е подобар, кој е најдобар и така натаму. Ние забораваме дека расатникот на таленти, односно тие што треба да ја носат репрезентацијата во иднина, доаѓаат од клубовите. Значи, ние ако немаме првенство и клубовите не работат како што треба, ние нема да имаме и репрезентација. Не може да се базираме секогаш нашите играчи да бидат од иселениците, значи од странство, играчи што се фудбалски едуцирале во странство. Еве сега има промени, да се случуваат во промени во фудбалските лиги, се намалува форматот, нели? Имаме амбициозно раководство на фудбалската федерација на Македонија, затоа треба време, која почнува да ги презема работите, да ја консолидира прво финансиски федерацијата од претходните раководства. Дали тоа влева надеж дека ете за некој нареден квалификацијски циклус ќе можеме да речеме дека дошло нашето време? Со оглед на тоа што па и како сега игра репрезентацијата под 21 година. Многу работи треба да се како викаат да се спојат коцките, ние така знаеме да кажеме, за една репрезентација како Македонија да игра на европско и на светско првенство. Пред се е талентот. Ако немаме талент, без разлика какви услови имаме, можеме да ги имаме и најдобрите услови на светот, а да немаме успех. Имаме таленти. Талент имаме. Тука дека некој може да го оспори тоа и да ме убеди во спротивното, никогаш нема да го прифатам тоа. Само талентот треба да се открие, талентот треба да се изградува и да се гради. Значи, едно е талент, друго е професионализам. Ние имаме сериозен проблем, односно сериозен јас помеѓу младите таленти и вистинските професионалци. Многу малку играчи го прават тој скок на вистински професионалци. Значи, ние сме имали таленти кои играле во големи европски клубови, во нивните академии, и играчи кои направиле трансфер од Македонска лига во некој поголем европски клуб, па не успеале да го прифатат тој професионализам, затоа што нашите играчи од мали нозе не се едуцирани што значи професионален фудбал. Значи не е само тоа игра. Тоа како игра фудбалот заврши можеби пред 30 на години. Професија, тој бизнес. Сега е веќе бизнес, индустрија, професија и е наука, буквално е наука. Ако направиме една паралела помеѓу Реал Мадрид како клуб и Македонија како држава, Реал Мадрид за нас е научна фантастика во секој поглед. Зборувам за клуб и држава споредувам, не репрезентации или клубови или федерации. Значи ние талентот е секогаш ќе биде одлучувачки. Но челниците на ФФМ, клубовите пред се треба да работат на својот професионализам. Како ги третираат играчите, како ги учат, како ги едуцираат, како ги тренираат фудбалски. Од нашата лига ретко се прави трансфер во Европа, затоа што скаутите и тренерите знаат дека во Македонија нема квалитетен фудбал. И ако тој играч е бисер како Ели Фелмас, да речеме, се појави нов во нашата лига, тој ќе биде продаден за 150-60 евра, што е смешен трансфер за европски рамки. А нема да биде, а од Хрватска и Србија прават по 10, по 15, во Хрватска и по 30 милиони евра како Батурина од Динамо Загреб во Комо минатото лето. Ние ги немаме тие услови. Значи, пред се, за да имаме успешен фудбал, мораме да имаме домашно првенство. Средано, финансиски консолидирано, не да имаме, како што зборуваме сега, за наместени надпревари, дека УЕФА ни дава дописи дека толку и толку надпревари се сомнителни за местење. Чи тие се работите кои ги
оттргнуваат и фудбалерите и тренерите од вистинската цел, а тоа е да се пласираме на светско првенство. Па и гледачите од стадионите. И гледачите од стадионите, тоа ќе ми беше следната теза. Бројам 50 гледачи на Вардар на градски стадион, не рачунајќи 100 комити. Да, имаме и контраст. Еве сега во втора лига гледав надпревар Брегалница и Охрид, ако не се лажам, под рефлектори во Брегалница на новата трибина полна беше. Сега не знам колку соби, 2,5-3 и зарад тоа што ноќе надпревар рефлекторите. Но сакам да кажам дека интерес има, ама кога ќе има и фер надпреварување, така ќе го кажам, фер надпреварување и квалитетно, ќе оди и публика. Добро, во секој случај не треба да се задоволиме со да го гледаме како алиби фактот што сме мала нација. Иако нели и соседиве на пример Грција, Бугарија, па и Србија повремено, Полска оваа година не успеа, многу поголеми фудбалски сили со години тапкаат во место или не успеа да направат. Сега има проблеми што се јавуваат и што се типични за таа земја, на пример. Пољаците одат на организационен план, тие добри се и клубовите и се, меѓутоа тука не достига оно што го правевме муавет пред малку, не знаат што да направат во моментот кога ќе се појави талентот како на времето Левандовски, на пример. И немаат една организацијска шема, би рекол, околу згрижувањето на тие таленти и контролата врз нивниот развој. Тоа истото се однесува и за другиве, мислам, држави. Еве, презентација треба да има квалитет и младата, и таа помладата од неа, а ние што направивме? Со младата до 21 година во групата предпоследни, пред Ерменија, 2 победи против Ерменија, 6 бода, и тоа е се. Да, токму тие репрезентации... Младава до 19 години, таа имаше во елитна лига шанса нели да влезе во оној втор дел во елитната лига. И таа не успеа, значи и овие таленти што ги очекуваме да дојдат немаат изгледа оној вистински развој и квалитет. Одговорност да се бара некај федерација, некај клубови, воопшто во целокупната заедница и кај фудбалерите, да. Меѓутоа, ние за да направиме еден стабилен фудбалски клуб, потребно е разбирање. Реков, ја спомнав, победа несватливо ми е, никој да не се заложи за неа. Екипа која била на вратата од првата лига во 60-тите, 70-тите години. Ке беше се втора. И шампион на Македонија, учесник во европски надпревари. И сега не можеш ти сега да направиш некоја цврста екипа од таа победа со традиција. Таа беше втор бренд после Вардар. Добро, ако после пласманот на европско првенство се создаде некаков впечаток дека Македонија конечно доби репрезентативен фудбалски идентитет. Дали тој идентитет го губиме, го трошиме или го зачувавме и го градиме натаму? Фудбалски идентитет. Сега малце не знам како да го објаснам, како тежок збор е тоа фудбалски идентитет. Ние секогаш сме имале фудбалски идентитет, не дека не сме имале. Добро, го дефиниравме карактерот на некој начин. Така се создаде некаков впечаток. Не е карактер, ние го достигнавме тој, да речеме, зенит, најголем успех на една генерација што претходно со години ние мечтаевме дека ќе дојдеме на европско првенство или да зборуваме за бараж. Ќе се навратам на тоа што го спомена Зоки во младинските репрезентации. Токму таа младинска репрезентација беше сигнал дека ние може да стигнеме до некаде. 2017 со Боби Милевски на чело, ние игравме европско младинско во Полска. Значи бевме во група со Шпанија, Португалија и Србија. А ако ги гледавте надпреварите, да, загубивме 5-0 од Шпанија, но одигравме еден фантастичен отворен фудбал без плашење против играчи како, не знам, Марко Асенсио што играше во Реал Мадрид, Кепа Аризабалага што бранеше во Челси, неска голман во Премиер лигата беше своевремено и сега. Тие се овие фудбалери сега што се репрезентација. Да, зборувам или Бруно Фернандеш за Португалија играше за младинското. Таа генерација на младинци за Македонија беше прва во својата квалификацијска група, Франција не отиде на европско првенство. Франција со Адриан Рабио, со Корентан Толисо и мислам дека и Дембеле тогаш се појавуваше во таа младинска репрезентација, не можам да бидам сигурен, мислам дека и Марсијал играш. Ние бевме пред нив. Значи, сепак квалитетот победува на крајот. Така, најдобрите. Ние како стигнавме на европско, никој не го постигна, тоа зборувам за младинското. Туку нашите играчи се изборија. Од таа генерација се Енис Барди,
Висар Муслиу, Ѓоко Зајков, Дарко Велковски, Тихо Костадинов, па Јелмас мислам дека играше на Европското младинско, иако не беше дел од тие U21 квалификации, може би беше повикан, беше доста млад. Значи ние имавме една база од 5-6 играчи, сега и Алексовски голманот е во репрезентација како бекап. Значи ние имавме една база на играчи која ја носеше таа репрезентација на младинското европско првенство и потоа веднаш се пресели во сениорскиот тим каде што ги дочека играчи како Пандев, како Несторовски, како Трајковски, кои нели како Димитриевски, и покрај нив се вклопија. И покрај нив се вклопија како што кажав претходно. Клопските се вклопија. И кога го имаш играч како Горан Пандев кој беше елита во Европа, нели и во Интер, и во Наполи, и во Дженова, потоа и во поодминати години беше играч од класа во Калчо лигата. Да, значи нели за да трошиме зборови за квалитет на Пандев е мислам дека само потрошени зборови и ние го достигнаме тој зенит. Тука не зборувам за како го кажат и карактер или не знам идентитет. Значи тоа не формира како идентитет. Идентитет е нешто поинаку. Јас барем така го гледам. Сега, тој бараш за светското првенство во Палермо 2022, да, беше добра шанса да стигнеме на светско првенство во Катар, но кога во бараш ги имате Италија и Португалија, нели шансите за да ги минете се минимални, особено што играте два пати на гостински терен. Сега имавме Данска и бидејќи Данска не е Италија и Португалија, некако шансите кај нас, односно емоциите и надежите пораснаа, но ако седнеме да анализираме играч по играч, клуб по клуб, репрезентација, успеси минати, ќе видиме дека ние сме далеку зад Данска. Ние сме едно европско првенство учество, демек готово е Данска. Значи, тука е секогаш. Не го велам ова дека ние треба да се задоволуваме со ова ниво каде што сме и дека не треба да целиме кон многу повеќе. Да, но треба прво да ги видиме реалните. Добро, со оглед на тоа што форматот е проширен од 32 на 48, ова е прво, веројатно и следното ќе биде такво 2030. Има ли Македонија повторно шанси? Може и на 64 да оди, читам последно време ова. Сакав само... Значи, не е толку недостижно и тоа? Да се навратам околу квалитет, репрезентација, некој ќе западнат во кризи, еве италијаните, кажа убаво Бранче, што е причината? Немаат своји играчи, немаат како во минатото време го немаат Пауло Роси, Баджо, Малдини. И Гатузо, и дали бил правилен избор за Гатузо, го праша, он замолче, не одговори ништо, зашто Гатузо имаше една епизода непријатна во Хајдук. Сега скоро беше тоа, не е многу одамна, и така и сите беа зачудени зашто е ставен. Но тоа е нивна работа, го ставија Гатузо име и презиме во италијанскиот фудбал, стандарден репрезентативец со години и се. Но ми се чини дека кај нив проблемот е исто некој превирање во самата федерација. Тоа сакаше да го каже Капело и треба одговорноста таму да се бара. Тоа е едно. Што се работи за мак фудбалот, ние отидовме на Европското првенство. Во првиот дел од твоето кажување изнесе дека преку Лига на нации игравме тогаш во најслабата група, во четвртата, и како први успеавме да се пласираме. Пандев го даде оној гол со Грузија и еве на Европско првенство, за да си стандарден во тие кругови, например, меѓу учесниците на европските првенства, не можеш ти со еден блесок против Англија 2-2 бев на тој надпревар во Саутемптон, Шакири голот од корнер, потоа со голот на Пандев против Грузија и Италија, Германија што ги победивме. Да, тие се неколку моменти што се блесоци како што и беше издена, и Италија исто, но се случува. Да, се случува, да. Се случува, еве се случува. Никој не очекуваше, сите веќе ја запишаа во ждрепката Италија да влечат за формирање на групите, ама Босна ќе ја влечат. Да, сега па Босна е веќе покажана е во група и така да. Само за кратко уште еднаш за италијанскиот фудбал ќе споменам тоа што го прочитав пред некој ден, дека пред не знам, мислам дека е по елиминацијата на Италија од Шведска 2018 година за светското првенство, некој од федерација го има ангажирано огромен план
што е проблемот со фудбалерите и со целокупниот италијански фудбал и што треба да се направи и бара буџет од 10 милиони евра да се вложат во подобрување на Конверчано, нивниот тренинг камп, да се инвестира во клубовите, во младински академии и им прави буквална анализа на целиот италијански фудбал. Очигледно не е постапено по планот на Баџо. Да, буквално го имаат заборавено извештајот кој се уште стои во Италијанската фудбалска федерација. Новинарите се навраќаат сега повторно на тој став. И затоа Роберто Баџо го нема премногу во италијанските медиуми, не се појавува на оние нели како аналитичар и како јавна личност. А резултатите се видливи. Навреден затоа што барато време би направи, фото ништо не реализира. Италија ги заборава тие моменти на вистински легенди и на квалитетот, веројатно го има заборавено и професионализмот што ги направи да бидат 4-кратни светски шампиони, а сега 3 светски првенства поред не можат да се пласират. Разговорот за фудбал е безграничен, но времето ни е ограничено, темата да е длабока. Сакав да ве прашам и за ова што, освен фактот што е прво светско првенство во проширен состав, ќе соочи две земји кои моментално водат војна, САД како домаќин и Иран како пласиран учесник, и токму за да биде апсурдот поголем, домаќин на Иран треба да биде токму САД, не Мексико, не Канада, токму во САД е распореден. ФИФА вели ќе си остане се според планот, не ја гарантираат безбедноста, меѓутоа велат дека треба да се почитува. Во секој случај компликувана е ситуацијата, ќе се чека, ми се чини до крај. Имало ли ваков случај? Се сеќаваш ли, например, во Југославија беше елиминирана како беше решено тоа? 92 година, која беше војната таму, која бомбардира, и во таа репрезентација беше и Дарко Панчев и Вујадин Станојковиќ, двајца поранешни фудбалери на Вардар, и им беше скратено правото да одат, иако триумфираа во квалификацијската група, и тоа уверливо се пласира. И мислам дека имало такви случаи. Имаше такви случаи и со Олимписките игри. Вие се помлади, не се сеќавате, таму негде Олимпијадата во Москва, 80-та година, таа поради исток, запад, еден блок, друг блок, железна ограда меѓу двата блока, многу земји од западниот блок не дојдоа на таа Олимпијада. 4 години подоцна овие се реваншираа, па тие не отидоа на Олимпијадата во Лос Анџелес. Добро, и Русија не учествуваше 2022 во Катар, исто така. Затоа што беше суспендирана во квалификациите. Не, тоа претходно. Но токму поради војната во Украина беше суспендирана. Да, сакам да кажам дека таа елиминација на Југославија од Европското првенство 1992 е единствената дисквалификација од турнир. Претходно, да, имало каде што ФИФА и УЕФА суспендирале репрезентации во квалификациите, значи да не може да учествуваат во квалификација, со тоа... Сега нема аргумент ФИФА да го суспендира Иран, бидејќи Иран е, да речеме, нападната земја. Да не навлегуваме во политика и во... Да, малку е политичка тема. Но ете, и дури Трамп самиот вели фудбалерите на Иран се добре дојдени во САД, но не знам дали ќе се чувствуваат безбедни. Таква е формулацијата што ја потребува. Контроверзна, нели, како што самиот знае председател да ги кажува. Мислам дека ФИФА нема да дозволи да се случи нешто во тоа да Иран, освен Иран, ако одлучи самиот да не учествува, тоа е веќе малце друг момент. Може во договор меѓу челниците на ФИФА и Иран да направат некој не знам, ако самите иранци не можеме да гарантираме, и ако вели Трамп ќе гарантира, ако во Америка не може да гарантираат безбедност, не знам во која земја не може да гарантира. Може би не се сеќаваме на таа Олимпијада што ја спомена Зоран, 76-та, како рече? 80-та во Москва, 84-та во Лос Анџелес. Но се сеќавам дека сме учеле златото на Трстена. Златото на Трстена. Но нели сме учеле по историја дека кога имало Олимпијади војните замолкнувале. Сега војната нема да ако замолкне, нема да замолкне поради светското првенство, туку ќе поради некои други причини. Добро, ќе се игра, ќе има интересен јуни фудбалски, барем на фудбалски план. За крај само ваши прогнози, кој е главен фаворит и да се видиме на есен, па да видиме кој може и во текот на првенството да видиме она што ќе прогнозираме сега, дали почнува да се остварува. Ај помлад се каже. Јас сум ужасен прогнозер, тоа е традиционално докажано, никогаш не погодам. Ќе навивам, не знам, секогаш холанѓаните мене ми биле како втора репрезентација после Македонија
не знам, растев со пасијата на дедо ми и татко ми за холандјаните, за Јохан Кројф и Нескенс и така натаму, за тој тотален фудбал што го измислија холандјаните. Се надевам дека тие ќе стигнат далеко, секогаш ми биле фаворити, 2 пати беа блиску, но никогаш не освоија. Како главен фаворит, ако зборуваме играчки, веројатно Франција некако ми отскокнува од сите по квалитет. Зборувам индивидуално и како репрезентација, како екипа, но тоа не мора да значи, сме виделе дека на светските првенства не секогаш најдобрата репрезентација, она што игра најдобар фудбал, дека Повторно Дешамп ќе ги предвиди? Дешамп ова ќе му биде, мислам дека последен ангажман пред Зинедин Зидан да преземе таа улога. Знаете, секогаш Аргентина и Бразил ќе бидат тука некаде, иако Бразил можеби не е оној Бразил што го паметиме од Ама Анчелоти го има. Анчелоти мислам дека е додатна, да речам, состојка на тој Бразил може да направи сериозно изненадување. Изненадување Бразил на светско и не изненадување. Светски првак. Да, ќе изненади по 6 пата. Да, можеби го кажав малце по широко, но секако симпатиите повторно ќе ми останат за Хрватска и Босна и Херцеговина и да стигнат. Ќе навиваме за Босна. Бразил 5 титули, може да атакува на 6 со Анчелоти, а Холандија за мене најнесреќната земја што играла на светски 3 финалиња има, ни едно не добива. За разлика од неа, некој ќе дојде прв пат, ќе се пласира ово и осваја трофеј. Ја заборавивте Германија, не ја споменавте, ја ќе ја споменам Германија. Германија во финале со Аргентина може, или? Пак 2000 како 2014. Да се повтори историјата. Ќе видим. Зоран Михајлов, Бранко Казаковски, благодарам многу за учеството во денешното издание се каже. Алам. Добро, убаво ни беше овде, топличко и така. Добре дојдете пак. Надвор дошт. Почитувани, ви благодарам вам на вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.